Продолжува традицијата за фестивалот Лазарополе Цути на 24 мај. Деталите утрово ги дознаваме од колегата Михајло Донев. Михајло, добро утро. Поздрав до тебе. Поздрав, Анита. Така е, во наредните минути ќе зборуваме за фестивалот Лазарополе Цути, кој годинава ќе се одржи, како што кажа и ти, на 24 мај, токму во Лазарополе по 12 пат, со богата музичка, но и културна програма. Деталите за фестивалот ги дознаваме од Дуца Зврлеска, една од организаторките. Дуца, добро утро. Добро утро. Благодарам што ова утро сте дел од Македонија на утро и да разговараме на оваа тема. Добро утро на сите, добро утро на гледачите, да ви благодарам за поканата. Така, фестивалот Лазарополе Цути со години веќе прераснува во претпознати символ на природата и на традицијата. Што ќе понуди овогодишното издание и што е она што ќе го оддели од минатите години? За жал не можам да кажам дека нешто ќе го оддели од минатите години, затоа што една група ентузијасти се собра со цел да заштитат природата на селото Лазарополе, како еден вид на инструмент во таа борба за заштита на Лазарополе, го организиравме Лазарополе Цути. Целта е со звукот на зурлата и тапанот, со орото, играта на ливадите, после 40 годишно веќе возобновување на фестивалот, односно на берењето на нарцисите кои што го практикуваа нашите лазоровци и која што традиција траеше, еве и сега продолжуваме да трае, ќе го понудиме она што е најубаво на селото. Тоа е нарцисот, тоа е љубовта, тоа е дружбата, тоа е звукот на зурлата и тапанот. И оваа година имаме посетители од Прилеп кои што дојдоа и изразија желба да не се придружат со песна, тоа е музичката група Орхидеа. Колку е значајно преку овој фестивал да се зачува автентичноста на Лазарополе, на мијачката култура, меѓутоа и на природното богатство на Бистра? Лазарополе Цути во овој момент како ја што ја чувствувам целата ситуација во обкружувањето, е единствен механизам за борба на конкретниот дел за Лазарополе, за заштита на ливадите. Ние имаме традиција, имаме култура, имаме обичаи, имаме историја, имаме наследство од претходните генерации што ни е дадено. Тие се грижеле за ливадите, се грижеле за традицијата, за обичаите, за ливадите, за шумата, за водата. Тоа ни го оставиле и во аманет ние да продолжиме да го штитиме. Значи, ние мораме да продолжиме да го штитиме сето тоа. Така, како тече процесот на организација? Се очекуваат ли можеби гости надвор од земјава? Видете, значи порано во Лазарополе, особено за Илигде, нашата селска слава, доаѓаа гости од надвор, повеќе гости. Так. Имавме гости од Холандија, едно семејство што многу често доаѓаше. Програмата на самата манифестација започнува со звукот на зурлата и тапанот во 10:30 часот. Се собираме, така е наречено сред село, ќе се собереме сите, ќе изиграме едно оро, ќе ја отвориме заеднички со орото манифестацијата и ќе тргнеме кон ливадите. По самиот пат, одејќи кон ливадите, ќе ги видиме убавините што не обкружуваат и ќе видат многу луѓе доаѓаат секоја година, ќе ги видиме тие прекрасни дрва, таа прекрасна шума, ќе ги видиме ливадите, ќе дојдеме до нарцисите. Ќе дојдеме до нарцисите, кај што оваа година и Националниот парк ни помогна, ни обезбеди еден простор кај што можеме и да се одмориме и со звукот на зурлата и тапанот ќе биде дружба која што ќе продолжи. Така. Токму љубовта кон природата, културното наследство е едно од главните мото, би рекол, на овој фестивал. Колку младите го препознаваат сето тоа, колку тие се дел од овој фестивал низ годините еве наназад? Младите го препознаваат. Само еве искрено можам да кажам, за жал не се премногу вклучени. Вклучени се дел, но не се премногу. И ова нека биде еден апел до младите, не само до лазаровците, до сите млади, да се вклучат во заштитата не само на Лазарополе, да се вклучат во заштита на целиот Национален парк Маврово, значи на сите природни убавини кои што ги имаме. Тоа е од многу големо значење и за нас, и за државата, и за здравјето на луѓето. Така, кажавме неколку пати, меѓутоа еве за крај да повториме покрај музичката, културната програма, која е пошироката мисија на Лазарополе Цути, која е пораката која еве годинава пред овој фестивал сакате да ја испратите? Пораката која што сакам да ја испратам и многу ми е битно да
гледачите знаат дека пред 15 години започна еден процес на заштита на ливадите и заштита на природните богатства на Лазарополе. Пробавме со други механизми, но многу добра идеја ни даде Арсо Глигуровски да би направиме еден фестивал. Тоа го прифативме и од 2015 година со мотото нарцисот, лебот го храни телото, но нарцисот ја освежува душата, стигнавме до денешното мото, кога природата цвета, традицијата живее. Пораката е да се грижиме сите за она што ни е оставено, за да имаме што да им оставиме на идните поколенија. Такво како што ни е предадено, да го пренесеме. Да не го обскрбиме, да го уништиме, па да го пренесеме уништено. Ќе се вклучат се повеќе и повеќе, се надевам јас, млади. Мило ми е што има интерес, еви од ваша страна, што и самата манифестација буди една желба за заштита, една желба за пренос на убавината. Мислам дека ќе продолжиме да го правиме тоа. Се надеваме дека традицијата ќе продолжи и да се негува природното и културното богатство, се разбира. Да, и ве покануваме да дојдете во Лазарополе и ги покануваме сите да дојдат, но со мала напомена времето нешто се вели дека метеоролозите предвидуваат дека ќе врне, да си носат чадори, да си носат соодветна гардероба, соодветни чевли, макар што мислам дека кога зурлата и тапанот ќе засвират, кога енергијата секој што ќе го почувствува, она што ќе го почувствува и самото небо ќе се отвори како секоја година. Да, тогаш нема да бидат многу важни временските услови. Нема да бидат важни временските услови. Госпоѓа Зврлевска, ви благодарам многу на овој разговор и посакувам успешно издание и годинава. Ви благодарам многу јас. Со Дуца Зврлевска, една од организаторите на фестивалот Лазарополе Цути, зборувавме токму за овогодинешното издание, кое што по 12 пат овој фестивал ќе се одржи во Лазарополе на 24 мај во недела.